Сме отворени. 100% зависна од нафта и од енергенци, како што каже и председател на комората. Неколку пати јас во јавноста овие 2 недели, 14 на дена излегов и прво не може никој од нас да даде некаква предвидливост. Секој ден се менува ситуацијата и постојат 2 сценарија според мене. Тоа е сценарио на брзо завршување, она кај што е известно, а и од друга страна и неизвестно. И сценарио на многу долго одложување на ова жариште или траење, некаде околу 6 месеци, па и многу повеќе од тоа. Сега во тој дел, нели, сведоци сме ние само на пред 29 чинам дека започна февруари, цената на барелот нафта беше некаде околу 70, под 70, да. Додека сега веќе таа е околу 119 денес со последните информации со кои што располагам долари за барел. Се менува, варира. Меѓутоа загрижува тоа што се стабилизираше над 100, над 110 веќе оди. Да. Ако имаше едно време минатата недела и пат на 85, сега веќе сме над 100. Едно сценарио на брзо завршување вели доколку нафтата се задржи во оваа состојба денес како што е. Потребни се околу 6 месеци да се вратиме на она ниво од кога конфликтот избухна. Значи тоа треба да го предвидиме во нашиве биланси како економија. Сега зборам како ќе се однесува тоа во македонскава економија. Зошто некаде околу 1,3 милиони тони, од кои најголем дел околу 70% е дизел, државава претходната година со она што го користиме како јавен податок, увезува. Така да тоа директно ќе направи одредени притисоци бидејќи нафтата е вклучена во се, и во производствените погони, и во транспортните и така натаму и така натаму. Од друга страна, она што е многу важно е теснецот Ормус, или како го нарекуваме Ормускиот теснец. Таму состојбите не се баш известни и да не речам се прилично загрижувачки. Од ден на ден се затегнува ако ситуацијата забележувате, таму. да, од сите оние чинители, можеби само една држава ќе има позитивен исход од сето ова. Бидејќи во војна нема никој позитивен, но она што сите можеби го забораваме, не знам колку е добро или колку нам тоа како потенцијална членка на Европската унија ние во полза или не, ама реалноста е дека токму Кина ја има таа варијабла најголем ефект од сето ова, бидејќи кинезиве некако по сето ова што јас го пратам од меѓународната статистика и стручна литература имаат некоја известност и веќе имале информации, бидејќи многу претходно се обезбедени со резерви и токму тој проток на нивни бродови функционира сега од Ормускиот теснец. И ден денес, да. Така да, ако тоа го земеме во предвид, светот губи со овој Ормуски теснец некаде околу 15 милиарди барели дневно. Можете да замислите колкав е тој притисок. Исто од другата страна, морам да го потенцирам тоа, американската администрација почнува да веќе чувствува притисок и внатре во самата држава, но тој не е се уште голем. И од сето ова мислам дека американската држава веќе има проекции. Не е тоа баш така како го читаме по тие некои понесериозни медиуми, да го навредуваме. Они знаат што прават. Можеби делува дека не знаат, но мислам дека сега доаѓам до одговорот каде ние ќе се најдеме. Европската унија можеби ќе го има најголемиот притисок. Тука е мојата загриженост, бидејќи ние сме прилично извозно зависни. Ја често тоа го повторувам, сега не се повторам сами од себе си на сите излагања. Германската економија е мојот страв. Токму мене ме затекна војната баш таму во Германија и таму имав некаква загрижувачка порака од тие стопанственици и професори со кои што соработуваме. Тамошната стопанска фела, германската, е прилично загрижена. А ако вие може да видите и самите, има неколку само пред почетокот на конфликтот веќе подпишаа со кинеската економија некоја стратешка соработка со кинеската држава, па беа првиот канцелар или првиот државник од Европската унија кој беше во посета на Белата куќа веднаш првата недела или после 2 или 3 дена од започнување на конфликтот. Значи, исто така битен фактор е и Меѓународната агенција за енергија, која што неодамна обезбеди околу 400 милиони барели резерви, највеќе нели Америка со 172 милиарди, па Германија околу 19-20 милиарди барели, Јапонија исто така, но тоа не влијаеше драстично, еве самите гледаме дали помогне или не. Што значи, ако војнава потрае, јас се плашам да не бидам паничен дека можеби тоа светско количество на резерви нема да биде доволно за да го санира она кое што е на повидок или затегнување на монетарната економија или влијанието на инфлаторниот притисок.